актуелно е и прашањето со проблемот со името меѓу Македонија и Грција. Грчката црква имаше голема улога во масовноста на протестите кои се држаа во Солун и Атина. Ваш коментар околу сето ова, како ја толкувате нивната улога? Јас мислам дека она што се случува во Грција не е ни за коментар. Во денешно време такви протести да се слушаат, такви извици да се слушаат од војска, од луѓе кои се таму на положба, мислам се работи за една политичка игра и нешто што не доликува да се коментира тоа посебно кога ќе слушнете дека извиците што беа кажани дека Македонија е Грчка нас не обвинува за некој си иредентизам, а знаеме сите дека поголемиот дел на Македонија е во Грција сега, која до распадот на Југославија тие и неја нарекуваа Македонија, туку Реа Елада Северна Грција нарекува, откако се распадна Југославија, како нашата држава се осамостои како суверена држава, од тогаш почнува приказната дека Македонија е нивна и сега за идентизам да обвинувате некој друг, када велите цела Македонија, оти Македонија не е само Егејска, туку и Вардарскиот дел на Македонија, и Пиринскиот дел на Македонија, па и други делови од Македонија што не се во составот на Македонија ја сочинуваат таа етничка или како да ја наречеме Македонија и така натаму. Тоа е навистина непримерно со два збора кажано и сметам дека не е тоа добро. Најмалку во такви игри да се заплетка црквата. Мислам, ние имаме целосно право, како народ, па и како црква, да го штитиме она што е наше, а наше е овој дел од Македонија што го именуваме Република Македонија и со право тоа го правиме и мислам дека достоинствено треба тоа да се каже, да се прави, но не на некој начин што ќе предизвика пред севкупната јавност дека црквата го загубила својот имидж, својата слика како духовна мајка која се грижи за своите духовни чеда, за верните и така натаму, туку треба да видиме на едно високо достоинство и како црква и како народ, особено православни, зашто овдека испаѓа сега кој против кого, братот против братот, православниот против православниот. Меѓувременно тука е Српската православна црква која е побратимена со Грчката православна црква Чина. Што мислите, каков став очекувате тие да заземат? Не знам, ја Српската црква и ние си имавме секогаш правилно однесување и секогаш тоа било во тој дух дека ние за Српската црква се Македонска православна црква во сите наши комуникации што сме ги имали и така натаму, но никој не може да тврди што ќе се случи понатаму според однесувањата политички кои секако влијаат и врз црквата, односно врз црквите како помесни цркви и така натаму. Да оставиме на времето ќе покаже. Секој од нас треба да води строго сметка и грижа дали е на нивото на кое треба да биде и дали ние како црква и ние како архиереи, како владици го пазиме угледот и достоинството наше на црквата православна. Меѓувременно, докаде иницијативата БПЦ да биде мајка црква на нашата македонска? Мислам, не е веќе демоде да се дискутира за таа работа, бидејќи ставот наш е јасен, конкретно и мојот став е. Иницијативата ние очекуваме понатаму средби на ниво на комисии, тоа е иницијативата. Значи, прашањето за понатамошниот статус на нашата црква во православниот свет е работа која треба да биде
од сите помесни православни цркви на некој начин прифатено дека она што нам ни следувало и што ни следува во историјата како самостојна црква, како автокефална црква, тоа треба да го добиеме. И особено кога ќе направиме споредба со други цркви кои исто така во текот на историските и политичките околности ја загубиле својата функција како цркви, како што беше случајот и со албанската црква во 1967 година, кога беше укината религијата целосно и прогласена земјата за атеистичка и така натаму. Веднаш по распадот на монистичкиот систем во Албанија, само со едно писмо, Цариградскиот патриарх и поставувањето на првиот епископ, архиепископот албански и тирански Јанулатос е возобновена, значи не со некои посебни барања како што тоа од нас се бара, иако имаме ние 8 епархии во татковината и 3 епархии, а најверојатно ќе бидат и 6 епархии во диаспората и така натаму. Значи, истото можеше со нас да се случи на најден достоинствен начин, да се каже дека оваа црква ги исполнила условите и треба да и се признае автокефалноста што ја поседувало како Охридска архиепископија во минатото или како возобновена Охридска архиепископија со името Македонска православна црква. Очекувате ли иницијативата наскоро да биде реализирана, да биде прифатена Македонската православна црква, Охридска архиепископија припоена со Бугарската православна црква? Ние никогаш не сме имале со Бугарската православна црква никакви проблеми по прашањето на нашата црква и досега знам дека имало архиереј на Бугарската православна црква кои предлагале до Српската црква дека треба да се признае нашата црква, а ние сега кога веќе воспоставуваме известни комуникации и контакти, не очекуваме дека било што би ни било нам оспорувано од страна на Бугарската црква, но ако тоа биде тогаш, значи немало добра намера од таа страна. Затоа сакам да кажам дека ние не очекуваме дека било што ќе биде проблематично или услов некаков поставен од страна на Бугарската православна црква по прашањето на нашата црква на нејзиниот статус автокефал. И за крај последното прашање кое доаѓа од јавноста, најчесто се коментира во последниот временски период дека свештените лица и оние кои се вработени во црквата не вршеле донации, не им помагале на сиромашниот народ, а во споредба со истото тоа се толкува дека свештените лица возеле луксузни возила, она што стои одамна во јавноста, но сега и дека воделе луксузен живот, но не помагале. Ваш став како МПЦ, како Охридска архиепископија на овие обвинувања од страна на пошироката јавност? Јас не знам кој е тој што обвинува. Ние денеска е јасно како ден дека обично млади луѓе кои имаат по 20 на години, 25 така натаму, сега не можам да говорам за имотната состојба на нивните родители така натаму, возат далеку по луксузни возила, од што ги возат свештените лица или што ги возат епархиите што ги имаат, тоа не се епархиските возила собственост на владиците, туку се собственост на епархијата како службени возила и така натаму, а истото тоа важи и за свештениците. И ниту еден свештеник не мислам дека злоупотребува положбата што ја има и така натаму, но треба да се разбере дека денеска вие можете да земете едно возило, да биде тоа наводно многу луксузно и така натаму, може да биде половно возило кое чини 2-3 евра или 4.000 евра и така натаму, за разлика од некое друго возило кое ќе биде ново, ама тоа ќе биде од помал формат и ќе биде 5 пати поскапо од тоа и така натаму. Ние често пати сме кажували и за нашиот парк што го имаме, возниот парк, имаме 2 возила. Едното возило е 6-ка, другото 4-ка, мислам Ауди. Значи старото е возило веќе 19 години старо, сме го чувале, сме го пазеле и уште во употреба, а другото е 8 години старо. Значи нашиот возен парк на епархијата не чини повеќе од 7-8 милијади евра. А некои што сакат пропаганди да прават дека возен парк на една епархија од 7-8 милијади евра
нека се и 10.000 евра, дека тоа е луксус, мислам дека тоа е од нивна страна малку, може би потешок збор, ама безобразлук е тоа да кажувате кога немате никакви аргументи или пак некој што бара дека сме имале, не знам, ваков таков джип сме го криели така натаму. Мислам дека и за свештениците не се во состојба таква како што се представува, дека се многу богати и луксузи многу бркаат. Можно е некој и тоа да го прави, ако има дополнителни некои средства од друга страна и така натаму, или наследство од родителите, или не знам како и така натаму, но кога тоа се прави, тоа е значи злонамерно, а свештениците, барем во нашата епархија, за другите епархии не сакам да говорам, бидејќи не сум надлежен, си има таму надлежни владици, нашите свештеници прават од своја страна подвиг голем и донации даваат. Она што треба да го примат од црквата, од храмот, како надоместок за нивното извршување на должностите, работите, богослужби и така натаму, што во минатото го примале свештениците, сега тие средства ги отстапуваат во фондот за трето дете. Во нашата епархија имаме посебен фонд за трето дете, од каде ги помагаме семејствата кои што имаат 3 и повеќе деца, и секако и сиромаси кои има и така натаму. За нашата епархија не е таков случајот и сакам да кажам дека оние што тоа го шират во јавноста, дека ако не пред овдешниот суд, но пред Божиот суд ќе одговараат, особено таму каде што нема никакви поводи и никакви аргументи за такво нешто за кое што се говори.